Председателката Гордана Силјановска-Давкова, честитајќи го празникот, напиша дека годинава во светиот месец Рамазан на земјата и се случи незапамтена трагедија која ја потреса заедницата и оти без разлика на верската, етничката или каква било друга припадност, сите се солидаризираме и заедно тагуваме. Таа се осврна и на геополитичките поместувања во светот и рече дека ние сме кревки и ранливи во многу општествени сегменти. Пред нас се бројни предизвици и непредвидливи собитија, да бидеме сплотени и обединети како заедница, како општество и како држава. Заедно можеме да ги надминеме и пребродиме сите тешкоти и проблеми, со чиста мисла и со отворено срце за сите наши граѓани, да ја направиме татковината просперитетна и достоинствена земја на среќни граѓани. Председателот на Собранието Африм Гаши напиша дека Рамазан не учи, дека постот е патот кон прочистување на душата и секој ден представува можност за практикување на вредностите, искреност, љубов и меѓусебна почит. Затоа, по завршувањето на месецот Рамазан, да бидеме со чисто срце и подготвени да им помогнеме на сите оние кои имаат потреба, како и да придонесеме кон зајакнување на заедницата, толеранцијата и општествената хармонија. Премиерот Христијан Мицкоски пак напиша дека овој празник значи дека преку добри дела, заемно почитување, трпение и разбирање може да се победи лошото и оти преку соработка, соживот и толеранција, Македонија ќе продолжи да се афирмира како попросперитетна држава. Сите заедно мораме да го смениме системот кој предолго ги оставал граѓаните без правда, достоинство и еднакви можности. Таа одговорност ја носиме пред сите сегашни, но и пред идните поколенија, да изградиме општество на фер вредности, слободни луѓе и силни институции. Продолжуваме да ја градиме Македонија и заеднички да создаваме услови за сите. Во честитката, лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче кажа дека во духот на вредностите кои ги носи Рамазан Бајрам, со заедничка работа може да се надминат сите предизвици и да се гради подобра иднина за државата и за граѓаните. Македонија е пример за заедништво, заеднички живот и почитување на различностите. И токму тоа ја прави посилна и побогата. Затоа овој празник нека ни биде потсетник дека со почит, заемна помош и поддршка можеме да изградиме поправедно и еднакво општество за сите.